Овчето сирење од истокот наскоро ќе се продава во Софија, Бугарија. Ова е само еден од договорите кои ги постигнаа македонските и бугарските производители на органска храна во склоп на Саемот за култура и туризам кој втор ден се одржува во Штип. Се воспоставува соработка, веќе има потенцијални договори за размена на производи кои што ќе се пласираат од Македонија во Бугарија и обратно, бидејќи веќе некои воспоставуваат, склучуваат договори, прават планови за следната година да ги пласираат своите производи на многу поголеми пазари. Саемот за култура и туризам започна вчера попладне и во текот на вечерта имаше околу 15 на излагачи. Денес нивниот број е поголем. Имаме вклучено и нови излагачи со продажба на сертифицирана органска храна, со производство и продажба на специфични локални бугарски производи, кои што се исто нели производи за храна. Денеска е особено посебно затоа што имаме повеќе работилници кои што ги нудиме, кои што се затворени за сите граѓани и имаме многу повеќе рецепти кои што се подготвуваат. Пред посетителите денес на лице место се правеше традиционалното македонско тавче гравче. Се става неколку часа да отстои во вода, да накисне што се вели, потоа таа вода се фрла, се става млака вода во гравчето, првата вода која ќе проврие се фрла таа вода и потоа ќе се додаде топла вода во гравчето и се додаваат овие зачини кромит, морков, пиперка, а по желба може и сува сланина да се стави. Откога ќе се свари гравчето, посебно се пржи празот, значи со доста зејтин и со црвен пипер, со сите зачини, вегета, црн пипер и така натаму. И во оваа земјата тава се става ред од гравчето, ред од мастрафот што го викаме ние од праз, од озгора се покрива со сечени со кругови на црвени патлиџани и се запечува во рерна 40 на минути и тавче гравчето е готово. Освен традиционална храна од двете страни на границата, на Саемот се изложени и сувенири со мотиви од историјата и традицијата, за кои за разлика од кај нас во Бугарија има голем интерес. Не само во Българија, и во чужбина има... Не само во Бугарија, туку и во странските земји има многу голем интерес за овие сувенири. Освен во Штип, одиме и на други места. Овде сум 4-ти пат и морам да кажам дека луѓето се многу пријатни, многу гостопримливи. Ние земаме идеи од вас и уште еднаш ќе кажам, многу се радувам што сум овде. Идеи од вас, така че многу се радваме че сме тука. Веќе утре во хотел Изгрев во склоп на Саемот ќе се организираат повеќе креативни работилници, кои се отворени за сите кои се љубители на традиционалните изработки, музика и храна.